4 области од македонскиот устав ќе трпат измени покрај противењето на мнозинството граѓани. Потпишувајќи се како предлагач, владата го стокми предлогот за пристапување кон измена на највисокиот правен акт и го достави до парламентот. Во целиот текст на уставот на Република Македонија, пред зборот Македонија се додава придавката Северна, се менува и преамбулата каде се именуваат конкретните документи најасно. Во делот кој ги дефинира границите, каде се прецизира потсврста гаранција за нивна неменливост, како и тоа дека нема територијални претензии. Во делот за грижа за диаспората се наведува дека нема да смее да има мишање во внатрешните работи на други земји. Она што е спорно во целата ситуација, на што целиот овој период алармира правниците дека власта преминува на уставни измени за законот за ратификација на договорот со Грција, кој ниту е објавен во службен весник, ниту пак е стапен во сила. Експертите по уставно право се јасни. Меѓународното право не дозволува ваква постапка. Дополнително нејасно за правниците е како владата дава насоки за постапување на собранието, орган кој ја избира истата. Прво, владата мора да одговори на прашањето како ја започнува самата постапка за уставни измени, кога договорот е спротивен на уставот и кога договорот не е објавен во службен весник. Формално правно, овој договор не може да влезе во правна сила, се додека не се усогласи со уставот на земјата и додека не биде објавен во службен весник. Овој договор не е дел од внатрешниот правен поредок на земјата и не може да биде основа за менување на уставот. Иако надлежно за поднесување на измени во уставот е Министерството за правда, оттаму молчат. Агендата на собранието јас навистина не можам да ја диктирам, ниту можам сега да предвидам дали ќе се продолжи со уставните измени или ќе се оди на распуштање на собранието. Како предлагач се потпишува владата како институција, а представници премиерот Заев, првиот дипломат Димитров и вице-премиерот Османи, но стои место за повереник кој е оставен празно. Загрижува и фактот што Министерството за правда се оградува од уставните измени како надлежен представник го става министерот за надворешни работи, што е досега невидена пракса. Секогаш измени на уставот предлага Министерството за правда, овој пат одлучи да избега од процесот поради необјаснети причини. Собранискиот спикер прецизира дека по пристигнувањето на предлогот во собранието во рок од 3 дена треба да се утврди дали ги содржи сите потребни елементи. И во член 194 деловникот е пропишано содржината која што треба да ја има формата и содржината на предлогот на одлуката за пристапување, кои елементи треба да ги содржи. И во тој контекст оно што го видов во меѓувреме што е објавено, значи од владата и што е донесено во меѓувреме до собранието, значи ги исполнува формалните услови да може да се има предмет. Откако пратениците ќе го добијат материјалот најмногу за 10 работни дена, во редовна постапка треба да се свика и пленарната седница. Во тие 10 дена треба да заседава и Комисијата за уставни прашања за да се разгледа предлогот. Доколку власта не успее да обезбеди двотретинско мнозинство за да пристапи кон уставни измени, ќе почне подготовка за предвремени парламентарни избори, онака како што и најави премиерот Заев.